Под мотото "Стартувај, уживај, радувај се", во тебе е клучот. На 15 февруари во 10 часот и 30 минути во Долни Дисан по четврти пат ќе се одржи трейл трката за вино и љубов, која е инспирирана по примерот на винските трки во Франција и Италија. Прва е кај нас, во Неготино, односно во Македонија. Меѓутоа, не е прва оваа година, повеќе ќе дознаеме од Сунчица Арсовска, организаторка на оваа трка. Добро утро и добар ден, дојдовте во студиото. Добро утро, добре ве најдов. Драго ни е што сте овде. Еве, се смета дека Свети Трифун и Свети Валентин се последните зимски празници, меѓутоа и први предвесници на пролета, што би се рекло. Што всушност е инспирација да почнеме за оваа трка? Во нашата држава ние имаме прекрасни краи, кои што за жал не се толку посетени или нивната убавина е некако сокриена. Особено Дисанскиот крај и целото Тиквишија, која што билува со лозја, е навистина прекрасно да се види. Причина за тоа имаме кога е готово грозјето, односно кога одиме да купиме вино. Меѓутоа има уште еден многу поголем празник кога целата работа започнува. Тоа е во февруари на 14, кога се празнува Свети Трифун и кога свечено се закројуваат лозјата. Практично на тој начин им се дава живот и е навистина многу важно за жителите на целиот тој крај. Тогаш првпат излегуваат надвор, првпат се среќаваат со лозјата, практично им даваат нов живот за новата сезона. Имајќи го сето тоа во предвид и крајот и затоа што бројот на активности, количината на активности во тој период како зимски е малку поограничено, решивме ние да ги подготвиме, да ги поврземе љубовта и виното, особено виното со љубовта, нели, бидејќи се празнува и Валентин во истото време, и дојдовме на идеја да се прошетаме, односно да направиме една трка меѓу лозовите насади, луѓето да поминат едно време да поминат во природа меѓу нив и да уживаат. Тоа ни беше мотивот и инспирацијата да ги натераме луѓето да дојдат за да ја видат таа убавина. Колку време ја негувате оваа традиција, односно какви беа почетоците? Почетокот беше многу ентузијастички. Се обидовме, рековме ајде да видиме дали ќе има заинтересирани луѓе кои што ќе дојдат. Со тоа што воведовме еден необичен елемент, бидејќи нашата трката, трейл трката за вино и за љубов не е трка за побрзина. Таа е трка за уживање, односно се вика трка, меѓутоа предност може да биде и пешачење. Оно што е карактеристично е на нашите станици за освежување. Иако должината на трката е само 8 километри, имаме 2 станици за освежување на кои што се нуди дел од локалното производство, односно има вино, ракија, се разбира, има и вода, има и безалкохолни пијалоци, но мотивот е да се застане на тие станици и да се проба нешто од локалното производство. Застанувањето е задолжително, тоа е дел од правилата на трката и секој мора да застане. Станиците се поставени на прекрасни места каде што има неверојатни видици на целото поле, на околните планини. Мислам, целиот тој хоризонт вака кога ќе го погледнете пред вас е фантастичен. Имаме фотографии кои што го чуваат сето тоа и за учесниците и за сите тие, затоа што целта на сето ова и ново застанување е да предизвикаме чувства. Да, луѓето да се почувствуваат дека се тука, да бидат присутни во тој момент, затоа што тоа се спомените кои што остануваат. Има ли заинтересирани со оглед на тоа дека рековте, имавте, нели, размислувавте дали некој ќе? Па секоја од година на година забележуваме се поголем интерес. Првата година беше пробна, јас се обидов, односно првите учесници ни беа дел од трчачката и дел од планинарската публика, луѓе кои што активно учествуваат на трки и активно планинарат. Меѓутоа се повеќе имаме и луѓе кои што доаѓаат за да поминат еден прекрасен ден на надвор. Односно рекреативци, па дури луѓе кои што за прв пат, значи како прво нешто за да пробаат дали можат, доаѓаат токму на нашата трка. Меѓутоа може се и колегите од режија да не ги пуштат инсертите кои што ги подготвивме, може да течат во текот на разговорот. Кој може се да учествува на оваа трка? Има ли некои специфични предиспозиции кои треба да се исполнат па да, нели, го поминат тој филтер па да учествуваат? На трката за вино, за трейл трката за вино и за љубов нема предиспозиции. Значи ние ги примаме буквално сите што сакаат да поминат ден во природа. Тоа се одликува и во
категориите што ги наградуваме на крајот на трката, кои што да, се на оние кои што ќе стигнат први во целиот тој дел кој што најбрзо ќе поминат патеката, меѓутоа наградите се символични. Чисто да обележиме или на некој начин да поставиме градација. Иначе секој што ќе помине патеката, дали тоа ќе биде пешачење, дали тоа ќе биде трчање и што ќе помине низ целната линија, тоа значи дека ја завршил трката. Имаме учесници од најмлади години, значи имаме од деца, имаме до највозрасни луѓе што никогаш не излегле надвор, што не пропешачиле надвор од градските, од урбаните средини, па до такви кои што се искусни, кои што трчаат и многу поголеми дистанции, многу поголеми траси. Значи поканети се сите. Буквално сите. Да, ова е трка, не е само трчање. Колку е долга трката? Рековте поканети се сите. Мислам дека ние тешко ќе може да истрчаме. Меѓутоа може да се обидеме. Последен период здравствените прилики не ни се баш Апсолутно не би биле пречка за можете пешачиме, да испешачиме. Можете да ги испешачите, да, затоа што 8 километри е должината за која ние се определивме дека е солидна. Јас како искусен атлетичар што трчам и улични патеки и планински трки, кога ја поминав трката, заклучив дека навистина не е ниту голем напор, ниту пак должината не е. Од една страна не е премногу кратко, нели, за да биде зошто да се трудам да се прашаш, па не ми треба ова, ниту пак е премногу долго да речеш ова ми е премногу, навистина ќе се уморам за да ја поминам патеката. Но сепак патеката е полукружна, има одредено качување во висина, значи височината која што се надминува е околу 330 метри. И така, полукружна е во околината на Дисан, се започнува од сред село на Долни Дисан, има многу убав плоштад и исто таму се завршува. И должината буквално е поставена така што секој може навистина без никаков проблем да ја помине патеката. Нема големи предизвици, нема качување по карпи, нема опасни места затоа што сепак се шита и патеката се движи помеѓу лозови насади. Временските услови никогаш не се пречка за добра трка. Вие како споминавте искусни тркачи знаат во секакви услови да се снајдат на терен. Ние заклучивме дека и оние што не се искусни тркачи и рекреативци да знаат во секакви временски услови да се снајдат. Еве досега ова ќе биде 4-то издание, досега на сите 3 изданија времето не послужи. На првите 2 имавме буквално пролетно време, каде што беше сонце, тоа може да се види од фотографиите сите што ги имаме. Минатата година беше малку облачно, беше малку посвежо, но немавме дожд и немаме снег. Сега оваа година прогнозите велат дека можеби ќе има дожд, но исто така има и сонце. Ние се надеваме дека сончевиот период ќе биде токму кога ние ќе се подготвуваме да тргнеме. Нека да направиме паралела, ние спомнавме дека практично оваа трейл трка е инспирирана по примерот на Франција и на Италија. Каде се вакви трки се одржуваат и дали имате некаква соработка можеби со некакви такви организации кои Па се уште не сме воспоставиле со нив контакт, затоа што ние прво сакавме да видиме дали ќе има интерес, дали ќе има можност, дали ќе има некаква предност во тој сегмент за да организираме една таква трка кај нас. Но со оглед на тоа што веќе сме препознатливи, сега веќе можеме да пристапиме кон такви контакти и соработки. Мотивот, инспирацијата беше затоа што видовме ние вински трки во регионот на Бордо, во Франција, значи регионот каде што се произведува виното, да, тоа, меѓутоа таму се одржува цел маратон. 42 километри се сепак голема должина и на сите нивни фотографии се гледа како трчаат и како настаниците маратонците се облечени во интересна облека и се послужуваат со вино. Тој се одржува некаде во есенскиот период кога е потопло времето. Исто таква трка забележавме, наидовме во Тоскана, во регионот на Тоскана, каде што исто така се винови лозови насади. Таму имаат исто така трки на кои што се служи вино и кои што се навистина празник. Таму се со повеќе различни должини, веројатно за секаков тип на учесници и се разбира, освен виното, тука се и локалните производи, односно паста италијанска која што се служи. Да, кога го видовме сето тоа, ние рековме, па ние имаме исто така прекрасен вински регион, зашто да да не се обидеме да направиме нешто такво. Сега работата е, ние не може да се класифицираме во оние големи стандардни трки, затоа што ние на нашата трка имаме локална понуда, односно нудиме вино и ракија, што е навистина
интересно. Ќе влијае ли тоа на можеби на оние кои трчаат? Па сте имали некои такви случаи? До сега немавме таков случај. Да, сите си заминуваа расположени, сите уживаа буквално на станиците каде што се обидуваа да ги дегустираат локалните производи. Потоа на завршувањето на трката обично имаме диџеј, имаме журка каде што повторно винариите од своето производство има простори за дегустација, меѓутоа и за да се обезбедат за себе, за дома, ако им се допадне виното. Да, значи има квалитетна македонска храна која што секако кај нас ја има во изобилие. Го споминавте тука виното и ракијата, традиционални пијалоци во нашата држава. Драги, што мислиш дека ќе недостасува? Јас мислам дека се е подготвена. Дали размислувате да како му доаѓа трасата биде подолга, да се зголеми во иднина? Со оглед на тоа дека ние сме 8, спомнавте во Франција и во Италија одиме до 42 километри. Сите тоа постои можности во иднина, да кажеме, како идеја за да растеме, бидејќи со секоја година одиме и убаво е. Ние, барем во нашата програма, воведуваме секогаш по нешто ново и интересно, за да ги привличаме уште повеќе и да ги вратиме назад учесниците кои што веќе еднаш биле. Подолга траса е голем предизвик, особено заради околината, заради ридовите низ кои што се поминува и бара многу поголема и посериозна логистика. Тоа е за наши услови овдека во Македонија навистина голема работа, затоа што се преминуваат големи улици, тоа се големи дистанции и временски и секако. За да се направи сето тоа, да, тоа е убаво, меѓутоа треба да видиме исто така дали ќе имаме и заинтересирано, затоа што периодот во кој што го одржуваме е февруари. Овој период обично сите тие што трчаат на подолги дистанци се подготвуваат за предизвиците во следниот период, затоа што големите маратони започнуваат од следниот месец веќе. И не знам колку тие би сакале да дојдат во февруари да поминат 42 километри или 21 километар и на тие станици да се обидуваат да пробаат вино. Советувате ли понекогаш за исхраната, кога зборуваме веќе за храната, во смисла пред трка? Што треба да се конзумира, што не? Во однос на конзумирањето пред трка, тоа се секогаш индивидуални определувања. Некои сакаат да јадат пред трка, некои не сакаат да јадат, некои сакаат да тргнат гладни. Меѓутоа, со оглед на тоа што ние започнуваме во 10:30, тоа значи дека секој според собствените потреби се храни и зема нешто. На нашите станици, освен на алкохолот, имаме и апетисани, имаме суво овошје, нешто што ќе им даде енергија дополнително за да го поминат, за да ја поминат целата трака, додека на завршувањето на трката веќе имаат и оброк, кој што заедно со општина Неготино, во соработка со општина Неготино го обезбедуваме за сите учесници. И само што сакам да ве прашам, локацијата останува засега ова, Долни Дисан. Не размислувате промена на локација. Сте размислували ли можеби за, еве рековте во Франција се случува тоа на есен, да се случи нешто и кај нас, да биде и втор дел трка во годината? Сега за сега не, затоа што есенскиот дел е исполнет толку многу со настани и толку многу со трки, и сите луѓе се уште ги користат и одморите, тогаш започнува училиштето, додека е убаво времето, така што не знам дали би имале доволно заинтересирани учесници за да го направиме тоа во тој период. Вашата порака до сите наши гледачи? Стартувај, уживај, радувај се. Убава порака. Да, во тебе е клучот, тоа ни е мотото и пораката на трката и навистина нашата цел буквално во ова мото се отсликува се она што сакаме да им го порачаме на сите учесници и на сите оние кои што сакаат себе си да се предизвикуваат, затоа што ако не започнеш, како велат, ако не го направиш првиот чекор, тогаш може се останува само на идеја и само на замисла. Ви благодариме на гостувањето во емисијата. Се надеваме дека ќе привлечете и туристи и луѓе од страна на вашата трка да стане препознатлив белег за Македонија.